Добра вечер на сите. Јас сум Ана Пишлетка од Плодовскиот филмски фестивал, а со мене вечерва е Милчо Манчевски, македонски автор од светски глас, автор во вистинска смисла на зборот, тој човек со интегритет и безкомпромисен кога станува збор за неговите филмски дела. Вечерва ќе се почуваме во живо во првата краткометражна вечер, на која можевме да го погледнеме ревијално четврток, еден од кратките експериментални филмови на Милчо. Вие како публика ќе можете да се приклучите и во живо преку Q&A прозорецот кој што можете да го најдете на дното на вашиот Zoom, а истовремено имаме и стриминг, така што дури и да поставите прашања таму, ќе можеме да од прашањата заедно со Милчо да ги одговориме. Добре дојде, Милчо. Добре те најдов. Каде е Милчо во моментов? Дали е во Скопје или во Њујорк за време на карантинот? Од каде се слушаме? Во скопски карантина во случајов. Така испадна, беше планирано да патувам за Њујорк и на 2 дена пред патување го затворија аеродромот. И така, поздрав од Скопје. Поздрав од Луксембург. Милчо, пред да почнеме, следовме деновиве на сајтот Sound Almodovar како зборува за неговите филмови на кои што се навраќа или омилени книги за време на карантинот. Што е она што прави Милчо, односно што е она што чита или гледа, прегледува во овој период на 2 месеци изолација во Скопје? Па не знам што се однесува до прегледување, прегледувам многу стари слики од последниве 10 години, затоа што на есен би требало, ако се биде како што треба, да имам изложба во Музеј на современа уметност и во исто време книга на фотографии во издание на Антолог. Така да сега работам на селекцијата на изложбата и на книгата. И прегледуваме еден куп фотографии, на страшно многу, затоа што во принцип многу сликам, а едитингот не го правам како што сликам, туку го оставам на крај и онда на крај го правам целиот, од повеќе причини. Така да, мислам, имам професионална обврска со која и креативна, со која го исполнувам времево, а покрај тоа, не знам што читам, читам Апдејт, читам сега, една стара книга, за која не бев сигурен дали сум ја прочитал, белешки од администрацијата на Форд, така се вика, или сеќавање од администрацијата на Форд, и еден куп њујоркери непрочитани, на кои им должи време, па сега таман ми доаѓа добро да им го посветам. Вече сега е добро време за навраќање на некои од оние работи што вообичаено немаме време. Оваа голема пауза на некој начин ги даде тој простор, веројатно во ова време во кое што крчаме сите зад себе духот во целото, веројатно многу духот, да прегледаме и нешто во овој период. Оваа вечер ќе зборуваме малку повеќе за делотворештвото на Манчевски, кое што веројатно пошироката публика и не толку го познава. Манчевски го знаеме како автор на играни филмови, Манчевски еве да знаеме и како фотограф, но Манчевски прави кратки и експериментални филмови, нешто што како љубов почнува уште од самите студии во Карбондел. И токму затоа овој филм го избравме четврток. Само за публиката, неколку зборови беше дел од прославувањето на 70 години од Венецијскиот филмски фестивал. И Милчо Манчевски беше еден од 70 автори кои што беа поканети да изработат една кратка форма, како четврток, краток експериментален филм, а меѓу нив само да ги споменеме имиња, тука се и Клер Дени, и Атом Егојан, тук Абас Киаростами, тука и Бернардо Бертолучи и нашиот Милчо Манчевски. Милчо, како се случи ова и всушност како се роди идејата за четврток? Зошто токму четврток? Не знам, од Венеција, мислам дека тогаш беше Барбера, само што стана по втор пат директор. Не знам дали беше он како идеја од фестивалот се јавија и ме замолија ако можам
да срочам нешто, ако имам идеја, затоа што сакаат да го одбележат овој юбилеј, 70 години од фестивалот, со 70 автори кои го ја одбележали историјата на фестивалот. И темата беше иднината на кинематографијата, иднината на филмот. И интересно ми беше да работам во рамки, значи да работам по задача, затоа што во принцип ја не работам по нарачка, ниту холивудска, ниту политичка, ама понекогаш авторски интересно, например, кога работиш со нет, имаш работи кои мораш да исполниш и самото тоа што си врзан на некој начин поттикнува друг вид на креативност. Поттикнува или ако мораш да работиш во манира, ако мораш да работиш, не знам, реалистично или фрески или портрет своевремено. Така да тоа ми беше дополнителен поттик за да се нафатам за ова и после почнав да размислам која е уствари иднината на филмот, која е иднината на кинематографијата. Иднината уствари се сведува на мало парченце слика што го носиме во джеп и што постојано се движи. Ние постојано го вртиме, постојано го создаваме и го дистрибуираме. Значи ти снимаш околу мало филмче кој може да трае 3 секунди, може да трае 3 сати и одма го дистрибуираш, го пушташ на интернет и може цел свет да го види, што се револуционерни промени во споредба со тоа како се правеле и особено како се дистрибуирале филмови, како се дистрибуирале визуелни елементи во последниве 100 години. И после размислав за тоа дека што тоа ни прави, значи не е битна технологијата, битно е што тоа ни прави во главата и во начинот на размислување и заклучи дека можеби затоа што сме до толку влезени во оваа форма, затоа што сме усисани во тие екрани, не стигнуваме да го видиме тоа што во живо се случува околу нас. И тоа беше таа начелна идеја, а после сакав и тука тоа не е некој голем експеримент, некоја голема оригиналност во експериментот, ама сакав да користам најден материјал, како што најден материјал користи, не знам, Раушенберг користи, Пикасо, Брак, еден куп автори. И во овој случај тоа беше една видеоснимка од Кина која можеше да се види на YouTube. И така таа ја вкомпонирав во овој мал наратив. По суштина ова е мал наративен филм, не е до толку експериментален колку што знаев да правам во Карбондел или колку што беше, не знам, Крајот на времето. И беше едно ефтено искуство со мерак. Значи прво дојде практично идејата, потоа ја најде оваа приказна која што се вклопи совршено во филмот. Ако добро. Паралелно некако се случува. Да, мислам дека прво беше концептот, а потоа беше самото конкретно парче на вистински документарец кој влезе во. Бидејќи филмот за публиката само да кажеме е всушност базиран или на вистинска приказна, нешто што се случи во 2011. Потоа веројатно многуина и го имаат погледнато на екраните. И ние сме сега на екрани и огромен дел од животот се случува таму и се стануваше збор за малечко девојче од Кина од на 2 годишна возраст, Ван Јуе, која што беше прегазена на улица и која што никој од минувачите кој што поминува во наредните, не знам, 7-10 минути, никој не помогна. И таа слика се прошири во светски рамки, всушност на еден начин влезе и во филмот на Мачевски. Оно што сакам да те прашам, бидејќи тука има и таа, нели, приказна и она рамнодушност или апатија, потоа во Кина имаше, нели, она кампања за со слогани против апатијата на луѓето, бидејќи целиот настан се виде како еден симптом на современото кинеско општество, но веројатно можеше
да се земи во една поширока смисла. Сакам да те прашам, бидејќи Манчевски доста си има бавено со вистината, во неговите филмови си има бавено со времето, без разлика дали во предождот и со неговата структура, но пред крајот на времето што имавме крајот на времето што имавме прилика да го погледнеме во рамките на француските филмови, дали може би увека овој додатен слој покрај оваа документаристичка, како што рече, приказна, практично една приказна за перцепцијата, може би, за она како и каде може би филмот е во целата оваа приказна. Да, мислам, во една рака структуралистички секогаш ме интересира медиумот во кој го гледаме, односно на кој јас работам. И тоа преточен во самата приказна, значи на еден денеска би рекле мета начин, порано би рекле веројатно структуралистички начин, се бавиме со текстурата на она што во овој момент го гледаме. Во старо време на целулоидот, односно на времето, односно на рамките. И тоа е некое повикување и на структурализам, и на тој начин ми беше интересно, ама ајде тоа ако го ставиме на страна, чисто наративно гледано, ја некако спонтано секогаш се враќам на моменти и на ликови кои во самите филмови се бават со регистрирање на таа вистина. Дали како фотографи, дали во случајов некој што го гледа тоа веќе снименото, дали цел филм кој е сушност лажен документарец како во Бикини Мун. И некако е интересно тоа пресликување, огледување како во два огледала. Значи, и кога се создава една бескрајна рефлексија. Од друга страна, тоа е размислување кој мислам дека е, не знам, бар се надевам дека е честно на некој начин. Значи, јас размислувам за она што го права, односно за она што ние како филмаджи, како медиумски работници го правиме. И тоа размислување сакам да го споделам со гледачот како дел од мисловниот процес. Тоа е причината зашто тоа. И во поголемата слика е баш тоа што ти го кажа, знаеш, прашањето на вистината. Која е вистината прикажана во еден медиум? Дали кога медиумот обработува една вистина, со самото тоа ја менува? Нели, медиумот е порака на Маршал Маклуан. Дали со самото тоа што ќе оставиш на телевизија, ти веќе си ја променил природата на она за што зборуваш. И тоа е нешто што ме интересираше и како теорија, и тоа го обработува во еден подолг есеј, а и во последните 3-4 филма, вклучувајќи го тука особеничен. Тука е интересно нешто што го спомна и малце покасно мислам да го повикам во разговорот, значи на некој начин практично формата е содржана во содржината или во нешто што ќе биде тема на филмот. Да, се преплетуваат формата и содржината се преплетуваат на еден посуштински начин, одо што тоа обично го имаме во старовремската уметност, каде што содржината секогаш се труди да биде на страна од формата, односно формата обично барем до пред 100-150 години се трудела да биде невидлива, да биде скришна. И тоа е обично патот по кој тргнувам кога правам експеримент во филм или во визуелни уметности уопште. Се навратиме на тоа уште еднашка за еден момент, веќе спомнуваме за твоите наративни играчи филмови. Оно што сакав да те прашам како последно прашање во однос на четврто, пред да преминеме на другиот дел од дискусијата, е да зборуваме за содржината на филмот. Вендерс имаше кажано нешто многу интересно, односно ги разликува филмовите меѓу филмови кои што ја застрастуваат стварноста и филмови кои што одбегнуваат стварност. Reality enhancing versus reality avoiding films. И Вендерс смета дека оваа разлика е многу битна и
он се застапува токму за тоа дека филмот треба да ја засилува стварноста. За разлика како ќе дефинираме, мислам дека знаеме што е стварноста во широка смисла. Дали Милчо смета дека е потребно да се направи оваа разлика? Разликата очигледно постои, мислам, има филмови кои пристапуваат на едниот и на другиот начин на материјата што ја работат и на односот со публиката. Не знам, ја не размислувам многу теоретски. Значи, ја работам повеќе по интуиција и по импулс, што не значи дека нема ригорозност во тоа што го работам. Сакам сега да преминеме на овие експериментални филмови, кратки форми од твоите студентски денови во Камбоџа, бидејќи тогаш веројатно и го откриваш експерименталниот или авангардниот филм. Нашата публика имаше можност да го втирне и филмот Зимет или Црниот филм. И токму сакам да прашам за овие почетоци, кога почнува таа кон експерименталниот филм. Како се случува Милчо Манчевски од Македонија, значи филмот е 82 година, ако не се лажам. Така, Милчо Манчевски го прави Црниот филм пред еден Дарек Джармейн во 1993 да го направи Синиот филм без слики. Филм кој што сите го знаеме, ама не го знаеме овој филм на Милчо, мислам дека сите. Зошто и како се случи практично овој филм и дали можеш да ми раскажеш малку за тие студентски денови и како почна со експерименталниот филм? Не знам, јас случајно се најдов во Карбандол, затоа што добив стипендија од универзитетот во Јужен Илиноис. Претходно барав стипендија од државата наша, ама не успеав да ја добив. И еднаш кога дојдов таму, ја не знаев ни каде. На мапата барав државата Јужен Илиноис, како што има Јужна Дакота или не знам, Јужна Каролина. Тоа уствари во државата Илиноис само во јужниот дел. И тој е универзитет кој е голем универзитет во мало место, кај што има добра филмска школа, каде што фокусот е hands-on, значи правење на филмови. И тоа правење на филмови од сите технички аспекти и од креативни, и се учи, се разбира и теорија и историја, и што ја знам, меѓутоа тоа повеќе во служба на правењето на филмови. Имавме еден професор Майк Ковел, кој сите студенти го обожававме, и кој администрацијата на универзитетот не го сакаше и за малку ќе го избрка, ама на крај остана до пензија. И се сретнав со него пред неколку години кога пак бев во Карбандол. И он ни предаваше режија и продукција. Значи он ги предаваше продукцијските предмети и самиот беше автор на експериментални филми. И предаваше и историја на експериментален филм на тој начин што уопште не збореше, значи немаше ни една лекција, него само седна и секој час беше гледање страшно многу експериментални филмови од зачетоците од Дада до во тоа време современата американска авангарда. И сите, може би не за сите, ама за мене и за моето друштво таму на академијата, тоа беше еден шок. Беше еден културен и креативен, позитивен, огромен шок. Да се соочиш со целото тоа богатство на авангарден филм. Барем за нас кои тогаш таму почнувавме да студираме, повеќето од овие работи не беа познати. Сега има тук таму по нешто што го знаеш од порано, не знам, по некој Дада филм, Маја Дерен, ја знаеш и така, ама најголем дел од тие филмови не ни беа познати, плюс тие филмови што Мајк самиот ги работеше. И сега тоа ни направи, ни го отвори мозок, ни отвори главата, не натера да размислуваме. Како кој имаше луѓе кои повеќе се фокусира после на нешто документарно или на експериментален филм кој беше релативно конвенционален. За мене, она што мене најмногу ме интригира беше концептуализмот, структурализмот, така да направив неколку филмови кои беа баш такви. Во тој дух
Патеки на славата, Жица, Работничката класа оди во рај, не знам, уште неколку филмови имаше. Имавме прилика многу да снимаме, тоа беше најдобро околу Карбондел. И меѓу другите, мислам последен дека беше овој црниот филм, кој беше баш онака прилично радикален во свое време и денеска. И драго ми е што тој на некој начин преживее, затоа што сите други филмови UPS ми ги изгуби принтовите. Значи, македонската публика нема можност да ги погледне, тоа се загубени forever. Па ниедна публика нема можност да ги погледне, принтовите ги изгуби DHL негде 85, а негативите останаа кај еден друг професор кој после во меѓувреме за жал умре и жена му фрлила се што имало, така да ги немам. Се остана тој еден филм и два наративни мали филма и уште еден експериментален филм преживеа благодарение на Академски киноклуб во Белград, кај што гостува еднаш и они седнали и сами си ги снимале дури без да прашаат и многу ми е драго што ги снимале и без да прашаат. И тоа онака најпримитивно проектирање на платно на циди, снимање на валја на ВХС или не знам на што беа снимени и само така и обстанале овие филми. И еден од нив, тој краткиот наративен филм Станар, сега скоро го гледав и со Ванчо Мираковски гледаме да го реконструираме, мислам да се обнови чисто технички филмот. И тој држи, тој наративно држи подобро од некои други филми. Тоа студентските денови? Да, тој. А Опасно папа? Тоа е после студентските денови, тој не ми е толку мерак како Станар. Во тој период има и еден филм 1.73, кој е комбинација на филм и настап, и жив настап, и happening, од кој има и материјални остатоци, односно прашалник, на кој дел од филмот кој е експониран и потоа проектиран се сече, се захефтува за тој прашалник и се дели на публиката и 2-3 примероци од тоа се зачува. Дел од прашањата може да е присутно на публиката, додека само да помислите дека можете веќе да ги поставувате вашите прашања во Q&A прозорецот или на Facebook, директно на нашиот стрим. Ќе преземеме дел од прашањата и ќе се бидеме да ги одговориме на крајот со Лучо. For those of you that are coming from abroad and are following us, if you would like to join us by posing a question, please do so by adding your question to the Q&A box or on the Facebook live stream in the comment section. За 1.73, значи 1.74 мислам дека од таму беше зададено. Дали филмот мора да има приказна, дали филмот мора да има слика, дали филмот мора да биде експониран, дали мора да биде прикажан, дали мора да содржи трака и дали филмот мора да постои за да биде филм. Значи, ова е она што Милчо го прави уште тогаш. Крајот на времето е последниот филм од оваа риза на кратки експериментални филмови кои што има прилика да го погледнеме. Но враќајќи се на овој филм без име или филм без слики, сакам да прашам, ако оригиналноста на филмот Милчо тогаш ја најде, ако јас добро можеби разбирам или толку во гласот на авторот, после многи години кариера и успешни филмови зад себе, како го гледа тоа Милчо од оваа перспектива? Каде ја гледа оригиналноста на авторот? Па знаеш што, денес не ми е толку пресудно да ја барам оригиналност. Не инсистирам на неа, уопште не ми е дел од равенката. Веројатно се осеќам многу покомотно со тоа што го работам. И во крајна линија се што било кој од нас работи оригинално. Друго прашање дали е добро. Затоа што се што ќе направиме неповторливо, дури и плагијатот е, нели, неповторлив плагијат на некој дело. Мислам дека оригиналноста е резултат на идејата и на процесот, а не на намерата.
Во тоа време повеќе се прашував дали колку е битна намерата и ми беше побитно веројатно да почнам да се наоѓам како автор. Денес уопште не размислувам, него работите ги работам многу подиректно, многу полежурно и по-брзо. Дури од практичен аспект, не знам, порано ако сум работел по 7-8, дури 10 дубла, сега работам по 2-3 дубла поврх главе, ако технички е добро остварено, ако глумецот добро го одиграл, немам потреба од уште еден дубл. Така да тоа е веројатно делот од целиот тој процес на тоа патување, знаеш, што креативно, што лично. Имавме прилика исто така овој период, македонската публика да погледне голем дел од твоите играни филмови, но исто така и чеката ги краде времето на македонската радио и телевизија. Така што верувам дека на голем број од луѓето кои што нас гледат вечерва дека им се свежи во сеќавањето тие филмови. Да го поврзаме овој период нели од почетоците и експерименталниот филм и Билчо после неговите долгометражни остварувања, како автор што е она каде е она врска меѓу експерименталниот филм и она што го прави Билчо со неговите играни и наративни филмови. Она што лесно може да се забележи кај Билчо е дека Билчо сака секогаш да си игра. Сака да си игра со приказната, сака да си игра со структурата на филмовите, сака дури да си игра со концептот на филмот, како што веќе зборувавте со оние перформанси во младоста. Во своите филмови имаме видено од структура нели на триптих, на која што се навраќаш честопати, игри со филмскиот јазик, игри со фонот на филмот, со жанрот на филмот, невозможни кругови како во предлождот. И токму тука сакам да прашам дали практично овој интерес можеби во студентските денови од експерименталниот филм има оставено свој печат и врз подоснежниот развој на Билчо како автор и токму и во овие играни филмови во кои што секогаш гледачот покрај тоа што е впиен во приказната е свесен исто така и за медиумот кој го појави. Па да, апсолутно. Мислам, ова се понекогаш гласни еха, понекогаш само рецидив од ова структуралистичко размислување. Знаеш, од не знам, филмови на Майкл Сноу или Зорна Злема или не знам, особено на Майкл Сноу, мислам дека беа баш ваде има и Ворхол нешто работено што може да се земе како концептуалистичко, со тоа што наместо целиот филм да биде концептуалистички, цртички, структуралистички, во играните филмови тоа е само една од нишките и понекогаш силна нишка, како во, не знам, во Мајки или во Преддождот, например. И ме интересира што се случува кога во едно дело ќе се состават два екстрема. Значи, во една рака ќе имаме нешто што е прилично ладно, како концептуализмот или структурализмот, а во друга рака сите односи, сите фикшн односи, сите ликови, целото однесување, взаимно однесување на ликовите и приказната сама, и третманот на приказната ќе бидат прилично емотивни, да не кажам сентиментални. И каков е резултатот кој ќе се споја таа теза и антитеза на некој начин. И тоа е, да, апсолутно си оправо, тоа е играње. Мислам дека сега играњето не е толку резултат на тоа, на експерименталниот филм и на Карвондел, колку на, не знам, едно генерално сваќање на уметноста. Во прво време тоа не беше толку свесно, а сега сум веќе свесен дека треба да си играш, што не значи дека имаш оправдање да бидеш мрзлив. Него да си играш и тоа многу вредно и упорно и ригорозно, тоа играње да го преточиш во уметност, затоа што ако нема играње,
ми се чини дека и нема уметност на некое ниво, дали на некое очигледно ниво или на некое многу по-субтилно, по-внатрешно ниво, за да има инвентивна уметност, не само повторување. За да има инвентивна уметност мора да има безобразлук, мора да има некоја форма на игра. Не знам, еве, види ги дури сликите на Рембрандт во последните години. Знаеш, навидум нема ништо игриво во тоа. Нели, тоа се автопортрети или портрети, работени како што секогаш ги работел, само не се толку детајни, нема толку, не посветува толку внимание на ситниците, ама гледаш дека он уствари се бави со суштината, ја погаѓа подобро него што ја погаѓа кога друга, а она измеѓу помалку го интересира. И го постигнува баш онака играјки се, баш оставајќи го платното недополнето. Дали тогаш можеби токму филмската форма ја подсилува исто така и содржината? Кога имаме една приказна така, која треба да раскажеме, тука ги има оние две нивоа, или она што сакаме да кажеме, покрај она зошто сакаме да го кажеме тоа што ќе го кажеме, но и како ќе го кажеме. Можеби она како подбираме, односно како авторот ќе одбере да раскаже приказната, токму ја подсилува и содржината или она што приказната. Па да, со тоа што филмот има уште еден дополнителен проблем што е многу скап и зависи од техника и зависи од други луѓе. Така да во една рака е многу податен за експеримент, а во друга рака е тешко да дојдеш во ситуација да го направиш експериментот, или сега веќе не е толку тешко затоа што се имаме камера од ръце, е прашање како тоа да го дистрибуираш до доволно луѓе. И можеби одговорот е да не бидеш лако, не е важно колку луѓе ќе го видат, важно ти сними го, пустирај го, па сега ако го видат тројца, го видат тројца. Мислам дека и многу повеќе луѓе ќе ги гледат и она е, мислам, тоа е тоа што авторот е во диалог со филмот и со делото, но преку авторот и ние сме во диалог не само со делото и со уметноста, туку и со животот. И токму е тоа веројатно она што не привлекува сите кај филмот како една уметност која што барем е уметност на 20-21 век. Сега би ја поканила тука публиката, имаме веќе неколку прашања кои што ќе ги оставам. Антин прашува: дали ве привлекува идејата да направите анимиран или научно-фантастичен филм? И кој од овие два типа на филмови ви представува поголем предизвик? Секој жанр во принцип би го работел ако има ако чувството со кое сакам да се бавам во тој миг и приказната тоа го бара. Значи, ако приказната сака да биде анимирана, односно ако не само приказната, ако материјата сака да биде анимирана, ќе работам анимиран, немам проблем. Мислам, ја тоа го немам како занает го немам работено, ама не значи дека не може да се направи. Само што би ми требало многу повеќе време да го научам. А анимиран филм во принцип е пипава работа. Може да биде многу интересно тоа, најверојатно би бил анимиран некоја форма на експериментален анимиран филм, дали би бил наративен како, не знам, Персеполис, или би бил, не знам, тотално експериментален како Стен Брекидж, не знам. Science fiction, ја имам, не знам, пари идеи кои се во суштина science fiction и кои ги немам до крај развиено. Ама пак тоа не би биле Брус Вилис ја спасува земјата од астероид што треба да ја удри, него science fiction, не знам, некој многу подтивок science fiction, како филмот Месечина, например, такво нешто. Благодарам. Другото прашање ми доаѓа од Алекс. Алекс прашува нешто што може би е надвор од темата, но тебе пак би прашал за оние кои пишуваат сценарија. Дали имате некој личен совет како да се влезе во филмската индустрија и колку се според вас битни агенти? Значи, не дослушав личен совет околу тоа што? Околу тоа
како за оние кои што пишуваат сценарија, дали имате личен совет како да се влезе во филмската индустрија? Добро. Колку се битни агентите? Со упорност, со безобразлук. Мислам, агентите се битни, не знам дали се пресудни, ама се битни за да се дојде до луѓе кои веќе работат. Значи, за тоа сценарио да дојде до продуцент или до режисер кој би го прочитал. Мислам, ја од искуство можам да зборувам, агент нема да ти ја заврши до крај работата, ама може да ја олесни работа. Ја бев во ситуација кога немав агент и праќав сценарија, потоа имав агент, пак сам ги праќав сценаријата и тие ми се враќаа неотворени. Затоа што вика, не те знаеме, немаш агент, нема да ги читаме сценаријата. За после 2-3 месеци истите тие луѓе после успехот на првиот филм што го работев, сами да се да викат, имаш ли некој сценарио што сакаш да го работиш? Што е илустрација на фактот дека они не секогаш знаат што прават. Има ситуација проект да бил одбиен, например од ZDF и New Line, и го одбија пред тоа. Од тогашна телевизија Скопје уште чекам одговор. За потоа кои ќе бидат готови филмовите, они да ги побарат за дистрибуција. Ова го кажувам како совет затоа што не секогаш тие кои веќе работат или се во некоја позиција на авторитет знаат да проценат што е добро и што не е добро. Затоа валјда советот би бил со упорност. Ја мислам дека добра приказна и добро сценарио е секогаш барано, секогаш потребно. Секогаш фали. Фали и во Холивуд, фали и во Европа. И сега тоа не значи не е секогаш, не значи секогаш дека ќе ти го прочитаат или ќе го откријат, барем не на краток рок. Може да треба подолго време, ама барем за пишување е полесно, затоа што текстот е готов и сега е прашање само, нели, под услов да си потрошил време, енергија, талент, пари, да го напишеш тој текст. И сега само е прашање тој да дојде до вистинскиот човек, за разлика од филм, целиот филм. Кај што за воопшто да го имаш филмот, прво треба да ги најдеш парите, значи прво го продаваш, а после го правиш. Не знам, на кратко во една реченица е да биде добро и упорно да се пласира. Интересно прашање кое што го имаме од Теро, кој што не прашува во односно еден од своите рани несудени збори, мислата, кој што прашува дали планираш да го објавиш сценариото од овој филм, барем да ни биде достапно за читање, дали имаш можеби искористено нешто од тоа сценарио за твоите подоцнешни филмови и има уште едно прашање тука, кога планираш да издадеш книгата која ќе биде од областа на етнографијата, која во едно интервју ја нависти и дека ќе биде издадена и која тема ќе обработува таа книга. Вака, за Мусака, луѓе ме прашуваат дали би го снимил, тоа не би го снимил, затоа што му помина времето. Ова е, не знам, прв пат некој да прашува за издавање на сценариото, што може и не е лоша идеја, би требало пак да го прочитам. Мада веројатно и освен од некој архивски, перверзен архивски импулс, не знам зошто би било интересно. За свое време тоа сценарио носеше еден куп убави и важни работи. Дали оно сега би функционирало дури и како четиво, не знам, треба пак да го видам. Тоа е добро прашање. Знам од она што го паметам, знам дека дијалогот беше добар. Дијалогот беше стварно добар. И безобразен. А за етнологијата, тоа не е нешто што јас би го пишувал, тоа е материјал кој го собирав
кој го работев со неколку многу постручни луѓе од мене, професори по етнологија и по историја. На тоа најмногу се ангажираше професор Владимир Јаневски. И сега најпосле има веќе постои и издавач за тоа е антолог. Јас се надевам дека јас барем би го посредувал тоа и би го дал целиот материјал што го собравме и сите права на користење на слики од филмот или линкови до филмот за професор Јаневски, ако има време или ако не некој друг, да го искористи целиот материјал, да го склопи во оваа книга, затоа што има еден куп интересен материјал кој е вреден за луѓе кои ги интересира или етнологија или тоа како се живеело, нашите прабави како живееле тука, без претензија тоа да биде некој голем научен труд. Мислам, други луѓе научно ги собирале овие работи, ние од нив нешто искористивме и само сакаме да биде подостапно. Не знам, мали работи како например дека преку праг рака не се бацува. Треба или да излезеш или да влезеш за да ја бациш раката. Дека, не знам, маж никогаш не оди гологлав и без појас, жена апсолутно никогаш не оди без шами, ако некош и две шами се носат. Една од оздола малку поработна и од озгора малку посвечена. Спие на шамијата жена, кој ќе се разбуди, прво ја врзува, после ја крева главата од перницата. И така еден куп работи кои од денешна перспектива ни се не само интересни, туку и ни даваат поубава ни помагаат да разбереме како живееле и луѓе колку суштина се слични на нас. Сакам да се случи оваа книга и дека можеби ќе имаме наскоро како и сценариото на Мусака. Тоа ако немаме изгубено, за жал експерименталните филмови веројатно се секогаш загубени, но она што можеме да го видиме е веројатно да се навратиме на филмовите слики, да се навратиме на Станорот и на уште неколку филмови кои што се достапни од Можемоча. За крај, да се навратиме на четврток, за да ја заокружиме оваа наша дискусија. Како што и самиот спомна, филмот беше направен како омаж за 70 години од Венецијскиот филмски фестивал, но исто така и како една рефлексија за иднината на филмот. Кога ако не денеска подобро време за да се запрашаме токму тоа прашање за иднината на филмот и за потребата од реосмислување и за светот воопшто, но и за филмската уметност. Имаше неколку автори, меѓу нив беа и Жулиет Бинош, Сорентино, Роберт Де Ниро, мислам дека имаше уште неколку автори кои што веќе се подпишаа како на една голема петиција која што излезе и која велеше не за враќање во нормала. Што мисли во однос на ова? Дали треба да се вратиме во нормала и во однос на филмската уметност, како од една перспектива денеска во 2020 година, кој филм беше направен 2013, кога размислувавме и рефлектиравме за иднината на филмот, како човек гледа сега иднината на филмот по оваа книга? Не гледам некоја голема разлика, мислам, не сум еволуирал нешто многу во тоа како размислувам за тоа што ќе се случи и како ќе се прават филми и како ќе ги доживуваме, како ќе ги гледаме филмовите. Мислам дека би било штета и дека нема да престанеме да одиме во кино, затоа што доживување, нели, ние имаме музиката на плоча, ама пак сакаме на концерт да отидеме. Можеме да купиме пиво дома да го пиеме со другарите, ама сакаме у кафана да го спиеме. Така да настанот на одење во кино е не само филмот, него нешто малку поголемо и тоа ќе преживее и мислам дека е убаво да преживее. А инаку се друго што е врзано околу филмот е уствари прашање на visual storytelling. Значи на како раскажуваме приказни кои се визуелни. Дали тие приказни се 90 секунди како четвртак, дали се не знам 6 сати, дали се 2,5 сати, на што ги гледаме, веќе е и помалку важно. И можда е само прашање на класификација и на организација и на можност да дојдеш до сето тоа што се прави во светот.
денеска можда негде во не знам, во Буркина Фасо се прави извонреден филм од 90 секунди кој би ни се допанал да го видиме, а не знаеме како да дојдеме до него. Можда и он постои на интернет, ама не знаеме како да на кој линк да го гледа. Така значи правењето и дистрибуцијата од друга страна се работи за кои, не знам, размислувам или вреди да се размислува. Благодарам, Милчо. Благодарам за обојното време што беше со нас вече четврта година како на некој начин соработуваме преку фестивалот. И особено ми е тоа што зборувавме малку и за ветерани денови и за експерименталниот филм, за овие кратки форми. Само со тоа накратко би го завршила овој разговор. Кога можеме да го очекуваме наредниот краток или експериментален филм? Па не знам, во моментов работам на наредниот долг филм и кога тој ќе се случи зависи од разни моќници во разни држави. Краток филм, и немам некој конкретен. Тие, знаеш што е убаво кај кратките филмови, они може страшно брзо да се случат. Може импулсот можеш overnight да го направиш. Можеш долго да го вариш, а може да се случи overnight и тоа е големата предност пред долгометражниот филм. Така да сега ништо не планирам, ама тоа не значи дека не знам во понеделник и нема да имаме некој таков краток. Благодарам, Милчо, и со нетрпение очекуваме изложбата на фотографии што следува и се она што доаѓа од таа страна. Благодарам уште еднаш што го објавиме вечерва да имаш со нас. Ала тебе. Поздрав.